Здраво, значи денешната тема за разговор ќе ни биде за поимот педерка, во кој, значи, во денешно време е многу актуелна во нашата околина и, значи, денешен гостин ќе ни биде господинот Андреј и него ќе го запрашаме, значи, 2-3 прашања, но претходно ве молам реклами. Значи, еве сме ние повторно назад после рекламите. До мене, како што напоменав господинот Андреј, моето прво прашање до него ќе биде: господин Андреј, дали знаете вие што е поимот педерка? Здраво, значи како што ме представите, јас сум Андреј. Пред се сакам да ви се заблагодарам за поканата за оваа емисија. Многу е добра, само продолжете така, во исто темпо. Па да, секако дека сум слушнал за педерка. Мислам, тоа е доста актуелно во денешно време. Педерката нормално ја имаат сите мангупи. Без педерка си уствари ништо. Педерката служи, како да кажам, за чување работи, кои што не можеш нормално да ги ставиш во джеб, од типот на телефон, пари. Нормално скап телефон, многу пари. И тоа. Значи, второ прашање вечерва до господинот Андреј. Господине, колку мислите дека тие во денешно време ги има низ улиците, како тие се движат и каде се движат? Да, мислам, како што кажав во претходното прашање, мислам, педерки носат необични луѓе, него мангупи, разбираш. Сега, такви во Скопјево има, не викам не, и тоа често можеш да сретнеш такви мангупи кои што ги носат горе наведените педерки. Например, да тргнеме да прошетаме, мислам, одма ќе најдеме еден таков тип, мислам, ја ви гарантирам. Ако сте за, ќе тргнеме, ќе прошетаме и ќе поразговараме ако сретнеме нормално. Секако дека би прошетале. Ја ве прашав. Да, значи, сега ќе тргнеме со господинот Андреј да видиме дали ќе сретнеме некој таков тип, значи, како да. што кажам, да. Да, но претходно се знае, реклами. Еве сме назад и после вториот блок реклами, заедно со господинот Андреј, но во моментов сме на нова локација, се движиме низ скопските улици, значи низ центарот на градот. Да, и нормално, значи, како што кажавме, трагаме по некој таков тип, така наречен... Како што го кажавме, значи мангуп, да. Тоа е. И не знам сега, доколку сретнеме некој таков, се надевам дека ќе сака да поразговара со нас. Она е чист пример за тоа, нели, господин? А не знам, да. Господине, кидам до... Господине. Банка треба да... Какова сум? Господине. До банка да ги дадам овие пари, да ќе ги ставите текнува 1000 евра. Господине. Чекај момент, само. Да, па ќе видам, пошо... Ај ќе ти звонам, пошо не знам, ме бара нешто од некоја емисија најверојатно да ме снимаат нешто, ајде. Да, ќе те барам обавезно, ајде. Чао. Здраво, господин, значи накратко сакаме да ви поставиме 2-3 прашања околу вашата педерка. Например, од каде ја купивте, колку пари се движат цените и што знам, еве, можете, значи, 2-3 збора повеќе да кажете за вашата педерка.
Да, мене е предеркава ми е иначе од Лас Вегас, ја купив пред колку да не речам едно 3 месеци има, да. Си ја купив, не беше, мислам, беше една она, знаеш, просечна цена 3500 евра или беше 4000 или не знам. Во неа си чувам јас работи што најчесто не ми ги собира во джеб. Телефон, пари нормално. Си чувам и други работи, например, што знам, iPod некогаш, нели, кога си слушам музика во слободно време. Тоа, фала многу, значи, уште едно прашање и ќе го ставиме, значи, да си продолжите со вашата работа. Со што најчесто ја комбинирате педерката? Дали се комбинира со, значи, со тренерки, дали со фармерки или има, значи, повеќе можни комбинации? Најчесто, што знам, ја комбинирам најчесто со тренерка, меѓутоа исто така многу добро стои со елегантна облека, например фармерка со кошула, можеби со джемперче, можеби, што знам, значи, маичка некоја со циркони. Да, али најчесто со тренерка. Фала многу, значи, ви се извинувам уште еднаш кај што ви одземавме дел од вашето време. Ние продолжуваме понатака, значи, теран. Ćao, čao. Kosmodisk je olakšao život milionima ljudi širom sveta. Svaki 5. stanovnik Srbije bar jednom je osjetio bol u leđima, a većina njih su problem rešili uz pomoć Kosmodiska. Еве сме и после третиот блок реклами, што е и последен за вечерва, на првобитната локација заедно со, како што напоменав, може би веќе 5-ти пат го спомнувам господинот Андре. Тама може и 10 пати веќе. Ете така, значи се прошетавме низ центарот на градот. Извини ма се, најпрви да ви се заблагодарам што ете имав таа чест да присуствувам во една ваква добра емисија и продолжете така. Да, значи имавте прилика да, значи имавме ние всушност прилика да се сретнеме со... Сами они имале прилика. Да, да се пресретнеме со такви, да не речам мангупи. Дадов добар пример, не? Да, значи супер пример ни даде Андреј со господинот што го сретавме на улица. И значи еве веќе при крај сме со времево да се одјавиме. Мило ми беше ова е мојот гостин Андреј. Јас сум, значи, добро ме познавате сите, јас сум Дамјан и се гледаме, значи, утре во исто време, во 22 часот. Ве сакам. Следете ме.